Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада, а во нив ќе гледате. Продолжува пребарувањето на водите на Вардарот, како вчера од мостот во Тетовско желино патничко возило паднало во водите на реката. По неколку месечен прекин на работата, дневен ред од 41 точка се најде пред членовите на Советот на општина Тетово. Санкционирани 11 прекршоци на лица кои управувале електрични тротинети. Продолжува пребарувањето на водите на Вардарот, како вчера од мостот во Тетовско желино патничко возило излетало од коловозот и паднало во водите на реката. Се трага по 22 годишно момче, но се уште не е познато дали со него имало и други сопатници. Ангажирани се и нуркачки екипи. Втор ден трае потрагата по 22 годишното момче од Куманово кое го управувало возилото што вчера падна во водите на реката Вардар од мостот во Тетовско желино на автопатот Тетово-Скопје. Се уште не се знае дали тој бил сам во автомобилот. Во возилото кое беше извлечено немало патници. Сега потрагата е засилена и проширена, така што екипите на надлежните институции и нуркачи пребаруваат до штечението на Вардар до Скопско Радуша. Работата им е отежната затоа што водата е надојдена и заматена. Че идеме до село Радуше, пошто се знае дека водава е многу силна и Вардарот има многу вода моментално, затоа се ни требаат и повеќе луѓе и повеќе опрема да се побара човекот. Дека е длабоко многу Вардарот и затоа побаравме нуркачи од дирекцијата за заштита и спасување и се тука моментално. Таткото на момчето потврдува дека неговиот син го управувал возилото. Последно телефонски се слушнале утрото. Јас сум бил во Австрија, работим таму. Кад не сум тој, он га вози. Он треба да плаче некој семестр за факултет. Тој му бил задња семестра и платил. Треба да иде со автобус, па узе авто. Тој ти е несреќно. И тако е бил. Јас сум слушал сабали во 8:30 со njega. Татко ке крени и од таа не се случил со ним. Ибраим Кадри, инаку по професија сообраќаен инженер, вчера бил сведок на несреќата и објаснува дека автомобилот преку металната ограда паднал директно во реката. Ние бевме позади, видовме ударот према железото вака и по моје искуство ја мислам дека е брзината. Треба да е брзината, затоа што не можеш да идеш со мала брзина толку по ова. Над железово иде. И да бил врзан со појасот, најверојатно немаше да се случи нешто. Пошто нема директно падното на вода, значи нема удрено на карпа негде. Инаку несреќата во СВР Тетово вчера била пријавена во 11 часот и 30 минути. За сега нема нови вработувања во општина Тетово, изјави председателот на општинскиот совет Бесар Дурмиши. За враќањето на работа пак на дел од вработените од претходниот состав на локалната самоуправа, Дурмиши истакна дека тоа е резултат на политичка игра за која се води судски спор. Новоформираниот совет на општина Тетово работи со полна парија, откако 5 месеци не беше во функција. На обемниот дневен ред во состав на третата седница пред советниците се најдоа вкупно 41 точка. Меѓу другото се дискутираше за годишните програми за работа на основните училишта на подрачјето на општина Тетово, како и за работењето на јавното предпријатие Градски паркинг Тетово. Точките се стаени сите програми извештаи од средните основните училишта, извештаи за поминатото и програми за идната година, што ќе доаѓа, и извештаите кои се стаени како точки на дневен ред се за двете квартали, за првиот и вториот квартал кај Градскиот паркинг, и извештаи за минатата година, каде што имаме едно салдо позитивно од работењето на Градскиот паркинг во овие 6 месеци. Во врска пак со новите вработувања во општината, председателот на советот Бесар Дурмиши тврди дека за сега нема да има нови вработувања, но доколку се појави потреба од тоа, во администрацијата на располагање ќе бидат нови 23 работни места.
Не, нема нови вработување, но ако поднесе општината вработување според тој програм, значи предвидени од балансерот се 23 души, од кои 16 ќе бидат албанци, 6 ќе бидат македонци, 1 ќе биде ром. Ако значи општината ќе сака да вработува или има потреба за вработени, ќе поднесе пак барање до кај Министерството за да даде согласност Министерството, па после да се отвара огласот. Ова е само законски што треба да поминува поради тоа што има и луѓе што отидат на пензија, а Министерството ги бара тие подедоци. За враќањето на работа пак на дел од вработените од претходниот состав на локалната самоуправа, на кој од новото раководство на општината им беа изречени отказни решенија. Дурмиши истакна дека тоа е резултат на политичка игра за која што се води судски спор. И таму имаме политички притисак или политичка игра, поради тоа што тие луѓе што не доаѓа на работа, ни сите ги збркавме од работа, но инспекторијатот, пошто се води од централно ниво, донесуваш одлука тие да се враќат пак. Оние пак продолжа да не доаѓат на работа. Сега сме у суд за таа ситуација, кога ќе заврши судот, оние ќе бидат избркани од работа поради тоа што не доаѓаат на работа. Денес во рамки на Меѓународниот ден за универзален пристап до информации од јавен карактер се одржа конференција за состојбите во нашата држава поврзани со спроведување на законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. На денешното одбележување по трет пат од постоењето на агенцијата, по 20 пат во светски рамки на Меѓународниот ден на универзален пристап до информации од јавен карактер. Ова е многу значаен ден кој што придонесува за развој на демократијата и демократските трендови во општеството кон кое што треба да се движи и нашето општество. Тоа е еден од принципите на сите современи демократии и европски стандарди кон кои се стреми нашата држава. Најнапред да го честитам Меѓународниот ден за слободен пристап до информација од јавен карактер на сите граѓани. Анализата ја правевме со цел да упатиме пораки до креаторите на јавни политики, како да се унапреди правото на слободен пристап. Зошто? Затоа што веќе од 2006 го имаме законот, активно се применува, а наодите покажуваат во определен дел повторување на предизвиците кои што се јавуваат како од страна на барателите, така од страна и на службените лица, односно имателите на информација од јавен карактер. Препораките се дадени во две насоки. А тоа е да се зголеми дупла и може и повеќе буџетот на второстепениот орган Агенцијата за слободен пристап, значително за да може да ги исполнува своите надлежности во целост. Односно да се посвети на едукација на имателите на информации, значи на институциите кои што располагаат со информации од јавен карактер, да може да спроведува голем број на кампањи за да ги едуцира граѓаните дека имаат право на слободен пристап до информации од јавен карактер и да се насочи, се разбира, секако кон едуцирање на избраните и именуваните функционери, затоа што и од политичката волја во некои органи се покажува дека зависи слободниот пристап до информација од јавен карактер. Министерот за животна средина Насер Нуредини во изјава за медиумите рече дека енергетската криза е најшешка тема во владата. Тој истакна дека бараат фосилните горива да бидат според законските стандарди. Ние бараме како министер за животна средина тие продукти или тие фосилни горива што ние ќе увезиме и ќе употребиме да бидат со тие законски стандарди што ние предлагаме. Тоа значи дека ние заедно со Министерството за економија бараме од инспекторатот да направи тоа што е потребно да потврди дека стандардот на јаглен е тоа што е законски дозволено од државата и мазут и другата. Ние сега имаме бил помина заем за води во собрание 50 милиони евра, ние ќе инвестираме на сите општини во државата, ќе продолжиме со нашата стратегија. Ние сега уште очекуваме, мислам дека овој денови сигурно и комисија за финансии ќе има седница и ќе помина закон од ЕБОР за инфраструктурата за регионални депони и камиони и сето тоа. Тоа не значи дека ние во кризата нема да бунаме за животна средина, ќе продолжиме, ќе инвестираме и ове година инвестираме во нови мерни станици, сите мерни станици се во функција и од државни буџет и од шведската, што донација и ќе продолжиме. Гледате, ние ќе продолжиме да бунаме за животна чист и здравија околина за нашите граѓани. Левица ја поднесе иницијативата за референдум до Државната изборна комисија. Најавува собирање на 150.000 потписи.
Денес политичката партија Левица до Државната изборна комисија поднесе предлог за покренување граѓанска иницијатива на државно ниво за распишување на задолжителен дополнителен референдум на референдумско прашање дали сте за продолжување на преговорите со ЕУ со прифаќање на собраниските заклучоци од 16 јули 2022 година. Сметаме дека народот мора да го има последниот збор кога станува збор за прашање од национален интерес и очекуваме да немаме проблеми како што со претходната иницијатива на ДПМН, очекуваме да немаме проблеми бидејќи иницијативата е правно коректно напишана согласно член 24 од Законот за референдум и други облици на непосредно изјаснување на граѓаните. Очекуваме до крајот на неделата да бидат собрани оние законски минимум потписи. Ги повикуваме и граѓаните, бидејќи во 30 општини предложивме да се собираат потписи. Ќе користиме инфраструктурата на Левица, меѓутоа бидејќи законот не дозволува правно лице, јас како физичко лице прво потпишан, ќе бидам официјално овластен предлагач на иницијативата. И очекуваме веќе во следната недела да ја пуштиме во собраниска процедура, каде што би дошла на оние собраниски филтри без Џафери да изигрува уставен судија. Тоа практично би значило дека од ЕУ ќе се очекува нова преговарачка рамка без бугарските хегемонистички, Ванчо Михайловистички барања кои се инкорпорирани внатре. Тоа значи дека референдумот не е анти-ЕУ, туку бојкотот на референдумот или недавањето да се случи референдум е чин на анти-ЕУ. Бидејќи демократското изјаснување на граѓаните не може да биде анти-ЕУ. Ќе гласи референдумското прашање? Прашањето е дали сте за продолжување на преговорите со ЕУ со прифаќање на собраниските заклучоци од 16 јули 2022 година. Во продолжение следуваат информациите од билтенот на секторот за внатрешни работи Тетово. Полициски службеници на СВР Тетово вчера во 19 часот и 30 минути во Тетовски Челопек лишиле од слобода 64 годишник од ова село, кој непосредно пред тоа бил пријавен од неговиот 55 годишен соселенец, дека му се заканувал со остри предмети, кои подоцна му биле пронајдени и одземени. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Вчера вечер во 20 часот и 30 минути полициски службеници на СВР Тетово, оделение за внатрешни работи Гостивар, лишиле од слобода 54 годишник и 19 годишник од Гостиварско село, кои биле пријавени од неговата 42 годишна невенчана сопруга, односно маќја, дека околу 19 часот и 30 минути во семејната куќа физички ја нападнале. Двајцата се задржани во полициската станица Гостивар и по документирање на случајот против нив ќе следува соодветен поднесок. Вчера вечер во 23 часот и 30 минути полициски службеници на СВР Тетово, оделение за внатрешни работи Гостивар, со судска наредба привеле 33 годишен гостиварец за издржување на затворска казна, пошто бил спроведен во казнено-поправната установа Затвор Тетово во Тетово. Ноќеска 50 на минути после полноќ 22 годишен гостиварец во СВР Тетово пријавил дека вечерта околу 20 часот и 45 минути на улица Браќа Ѓиновски во Гостивар, тој и неговиот другар физички биле нападнати од 3 лица поради нерасчистени должничко-доверителски односи. Во нападот, според пријавеното, едниот од нив користел и метален предмет. Се расчистува и документира случајот. Ноќеска околу 1 часот и 10 минути полициски службеници на СВР Тетово, оделение за внатрешни работи Гостивар, лишиле од слобода 32 годишник од Скопски Крушопек и 29 годишник од Скопски Буковиќ, кои половина час пред тоа биле пријавени од 31 годишен гостиварец дека му се заканувале поради нивни нерасчистени должничко-доверителски односи. Двете лица од Скопско се задржани во полициската станица Гостивар за целосно расчистување и документирање на случајот, пошто ќе им бидат изготвени соодветни поднесоци. Вчера на поширокото Полошко подрачје била спроведена контрола на електрични тротинети при која биле откриени и санкционирани 11 прекршоци. Од СВР Тетово информираат дека ваквите контролни активности ќе продолжат и во наредниот период. Вчера од 13 до 17 часот на поширокото Полошко подрачје спроведена е контрола на електрични тротинети, при што биле откриени и санкционирани вкупно 11 прекршоци, 7 во Тетово и 4 во Гостивар, кои се однесувале на лица кои управувале електрични тротинети без заштитна опрема и кои се движеле на недозволени места. На сите прекршители изготвени им се соодветни поднесоци и тие ќе се соочат со законски предвидените парични глоби.
Секторот за внатрешни работи Тетово повторно со апел до лицата кои управуваат електрични тротинети да не се движат по коловоз, туку исклучиво по велосипедски патеки и ленти, по пешачки патеки или по други сообраќајни површини за таа намена. Покрај тоа, на оваа категорија учесници во сообраќајот им се советува да ја прилагодат брзината на максимални 25 км на час, доколку се движат по пешачки патеки и задолжително да користат заштитна кацига, односно шлем. Воспротивно, против оние кои нема да ги почитуваат законските правила и прописи, ќе следуваат предвидените поднесоци, со напомена дека паричната глоба изнесува 80 евра во денарска противредност. СВР Тетово и во наредниот период ќе продолжи со вакви контролни активности, со цел да се превенираат можните сообраќајни несреќи и други несакани последици. Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!